Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 94-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија посветена на актуелни и квалитетни ТВ серии. А денес ќе ви говорам за една антолошка хорор серија, која што е составена од 8 страшни приказни, кои се екранизирани од 8 ветувачки режисери и режисерки, кои веќе се имаат докажано до сега дека знаат што прават зад камера, затоа што секој од нив има снимено барем еден значаен модерен хорор филм. Сите поседуваат драстично различна естетика, но заеднички именител се, како заеднички именител во серијата, се наметнува концептот на проколнатите предмети, кои секој на свој начин се содржател на мистеријата на постоењето. Недопрените пространства на психофизичките призори ќе бидат предмет на ова издание на емисијата. Сите тие се наоѓаат во ормарот на Гилермо Дел Торо и тој е презентерот кој што ги најавува приказните од неговиот серијал именуван како Cabinet of Curiosities, за кој ќе ви говорам денес. А на почетокот на емисијата имавте можност да слушнете композициите Road to Burn и Ел Ролито, кои што се надевам дека ќе имаме можност да слушнеме и да ги погледнеме во живо наредната недела, кога во Скопје ќе настапува Thousand Mods или Kia Mods, кој како милува, тоа се композиции кои што се наоѓаат на првиот албум на Stoner Rock великаните, односно станува збор за култниот сега веќе Supervan Vacation, издаден за Cosmic Artifacts. Тоа е албум кој што беше објавен 2011. Пред неколку емисии слушавме и од нивниот последен албум музика, односно од Youth of Dissent од 2020, значи има едно 10 години разлика помеѓу албумите. Меѓутоа, со Supervan Vacation јас ги открив и тоа беше албумот кој што е некако си постамент на грчката stoner rock сцена, кој што ова моќна четворка се надеваме дека ќе може да ни го долови тој грув кој што го поседуваат и во живо наредна среда. Од тој албум ќе слушнеме и видеч, односно уште една култна композиција која што верувам дека ќе уживате во неа. А доколку сте љубопитни да знаете што се крие во ормарот на Гилермо Дел Торо, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 94-тото издание на емисијата ТВ 103, посветено на Гилермо Дел Торо's Cabinet of Curiosities, која што е антолошка стриминг ТВ хорор серија, односно чиј куратор е Гилермо Дел Торо, кој што го знаете како режисер на Кронос, Мимикрија, Hellboy, Pan's Labyrinth, Crimson Peak, Shape of Water и Nightmare Alley се неговите последни филмски остварувања, вклучувајќи го и Пинокио, кој што треба да се најде исто така на Netflix, односно стриминг каналот на за кој што е продуцирана пред се и Cabinet of Curiosities. На Netflix во месецот на хорор жанрот, во октомври, можевме да ги погледнеме The Midnight Club, за која што ви говоре во рамките на оваа емисија. Покрај неа беа објавени The Watcher, The Bastard Son and the Devil Himself, анимираната Exception и Romantic Killer, потоа The Cage, Everything Calls for Salvation, Glitch, Shards of Her, High Water, The Green Glove Gang, The Fight of Justice, Paolo Guerrero, Belasco Aren, Holy Family, If Only и документалните ТВ серии Aftershock, Everest and Nepal Earthquake, Island of the Seawolves, Sue Perkins, Perfectly Legal, Take One, Earthstorm, My Encounter with Evil. Што значи дека ви набројав 20 серии, објавени во рамки на еден месец, и се враќаме назад на причинителот број 1 за губење на милиони претплатници на стриминг сервисот, поради кој не си ја научија очигледно лекцијата, со тоа што квантитетот нема потенцијал да роди квалитет во нивен случај, заради тоа што бираат што годе и оставаат кај годе. Фрлаат пари на шпанско, индиско, турски серии, само за да ги освојат пазарите и да покажат доминација на пред се на тие
пазари за борба на корисници, но јас лично немам намера да ги гледам тие серии, иако сум гледал неколку од тоа говорно подрачје, од кои ниту една не била квалитетна за да ја представам во ТВ103 и временски не е возможно всушност се да се изгледа од таа нивна понуда, така што најверојатно можеби до вечер би ја погледнал од оваа листа и толку ќе биде за тоа што има Encounter with Evil, да не ја забораваме и таа ќе ја дадам шанса, затоа што веќе ќе не бомбардираат во ноември од Netflix со 1899, со Blockbuster, со Wednesday, со First Love, со Somebody и документарните Killer Sally, FIFA Uncovered, Ancient Apocalypse, Running for the Truth, Алекс Шварцер, односно Pepsi, Where's My Jet, Blood, Sex and Royalty, Crime Scene, The Texas Killing Field. Значи ова се само десетина серии кои што се најавени, ќе има двојно повеќе од тоа во ноември, така што бирајте внимателно на што ќе го потрошите скапоценото време кое што го имате. Првата сезона на Cabinet of Curiosities брои 8 епизоди, од кои првите 3 се 4 со време трајање од 40 на минути, а останатите се по 1 сат, што значи дека ви се потребни 7 сати да ја изгледате во целост. Првите 2 епизоди ги објавија на 25 октомври, вторите на 26, третите на 27 и последните 2 на 28 октомври, што значи дека кога излезе во целост, јас почнав да ја гледам на тој начин што ја преполовив, затоа што првите се пократки, затоа што последната епизода ми остана за понеделникот. Ги разбирам Netflix дека сакаат да имаат евент, односно да направат настан со појавувањето на епизодите во периодичен облик и во дозата на 2 епизоди дневно, им беше прилично добро измерена. Да бидам искрен, ама јас имам ненаситно око за гледање и ако знам дека има Lovecraft адаптации кои престојат, сакам да стигнам до нив што е можно побрзо. Не би ги чувал за нареден ден или за ден после тоа. Епизодите се работени во духот на готската литература, Гранд Гиньол манирот, со оглед на тоа што нели се употребуваат овие надприродни објекти со надприродни моќи, а Гилермо во стилот на Алфред Хичкок Presents се најавува пред секоја епизода и пред се ја најавува содржината во нив со оглед на тоа што од неговиот ормар ќе ги извади клучните предмети кои имаат удел во комплетирањето на секоја од епизодите. Односно, тие ја тематизираат човечката алчност, непочит, егоизам, зависност, потреба од вклопување по туѓи проекции, копнеш, јадеш, непреболена тага, што секој непознавач на хорор жанрот ќе ви каже дека се особености кои ги поседуваат исклучиво мелодрамите. Меѓутоа, познавачите на жанрот многу добро знаат дека сите овие квалитети кои што ви ги набројав може да се разработат под закрила на тропите на жанровскиот филм, кој што за да биде квалитетен мора да има во својата основа темел на здрава драматуршка поставеност, но жанрот нуди можност авторите да продрат во мрачни домени на човечката психа, што е невозможно да се истражи во останатите жанрови, кои што се прилично анемични на крв. Епизодите се работени снимени во Торонто, во Онтарио, почнувајќи со работа во јуни минатата година, ако не се лажам, и завршувајќи во февруари оваа година. Работниот наслов за време на снимањето гласел Гилермо дел Торо Presents 10 After Midnight. Сите деца на ноќта ги има во макабристичката серија, која има претензија да биде идната Masters of Horror со најава во која се отвора ормано за да видиме кои пред се надприродни димензии ги сокрива во него и каде ќе бидеме одведени со помош на овие чудесни предмети кои што имаат моќи кои ни се непоимливи и неразбирливи на нас обичните смртници. Меѓутоа, ова е една кратка најава за сето тоа што представува серијата во глобала, за тоа што во наредните сегменти на емисијата ќе ви говорам за
ќе направиме незино преполовување, односно ќе ви говорам за секоја епизода засебно со оглед на тоа што станува збор за антолошка серија и секој од авторите кои ги реализираат епизодите има свој стил на работа и сметам дека генерализирањето би било погубно, затоа што секој милува на свој начин да допре до стравичните домени, така што мислам дека подобар, барем со текот на годините се покажало тоа и во ТВ стоите, дека кога ево прашање антолошка серија, без разлика на жанрот од кој доаѓа, најдобар начин е да се третира епизода по епизода како засебен филм кој што ќе се рецензира. А тука ќе направиме на кратка музичка пауза и имено во продолжение на емисијата ќе ги слушаме The Volume, односно ќе слушнеме композициите Ping Pong, The Other Side и Romanus Eunt Domus. Станува збор за три композиции кои што се наоѓаат на нивниот албум The Volume, кој што го носи името и на самиот бенд кој што ни доаѓа од Adelaide, од Австралија. Станува збор за многу чудна постава, многу чуден звук, ако треба да се некако да се дефинира, во рамките на тоа што широкото поле на прогресивниот рок-н-рол со алтернативен призвук и стонер рок и елементи на психоделичен рок-н-рол се воочливи во ова сонична хибридизација која што е постоечка кога се во прашање да волим. Така што прилично уникатен звук имаат и уште почуден омот имаат. Тоа е недостатокот на радиото, каде што не можам сликовито да го објаснам, интерпретирам овој омот кој што побарајте ги само да волим на интернет, мислам дека ќе ви стане подобро јасно за што точно зборувам и мислам дека на најдобар можен начин ја илустрира ова животно кое што нема можност да гледа под велот и се придвижува недопирајќи ја земјата со неговите стапала за каков облик на звучно колаборација пред се станува збор на музичарите кои што доаѓаат од Австралија. Така што во продолжение на емисијата ги слушаме чудесните The Volume и потоа ќе се вратам во етер да ви говорам за првите 4 епизоди од Ормарот на Гилјермо дел Торо. Уживајте. Лот 36 е режисерско остварување на Гилјермо Наваро, односно тоа е десната рака на Гилјермо дел Торо, неговиот снимател, кој има и режирано неколку епизоди од ТВ серијата Ханибал и има снимено и епизоди на бројни други хорор ТВ серии. Пред се најистакнатите му се тие кои што ги има работено за Ханибал, а сценариото го адаптираат, односно расказот на Дел Торо го адаптираат во сценарио Реджина Корадо и самиот Гилјермо. Станува збор за Ник, кој е воен ветеран, глумен од одличниот Тим Блейк Нелсон, се извинувам, кој е десничар и ксенофоб, кој купува еден магазин, односно содржината тоа што се наоѓа во магазинот на тие аукции на магазини без да знае што има внатре. Во Америка има една таква практика на откако ќе им истече поседот, односно нема да си ја платат ратата за одржување на магазините, се оставаат на отворена аукција. Во тој случај оставајќи мексиканската имигрантка Амелија да биде без, односно само да остане со катанецот во низината рака, заради тоа што таа не можела да контактира издавачот на магазини за да ја плати ратата за одржување и поради едно недоразбирање кое што настанува, таа ги губи фотографиите и предметите, односно спомените од низиното детство, но Ник без да знае има купено во посед во кој што се наоѓа една германска маса за сеанси со 3 книги на инвокации во неа, а еден купец е заинтересиран за комплетирање на 4 тома
на окултната литература, намерета да го задржи инвоцираниот демон во рамките на местото на повикување, кое се наоѓа во коридорите под магазинот. Ова е пред се епизода ситуирана во социокритиката за поделеноста на расистите и имигрантите, горливите теми кои за жал се уште се доминантни во САД, но во ова социјална спрега се засадени елементи на Ninth Gate и епизодата патува во сферите на окултното, со реваншизам кој што сметам дека е соодветен на поетската правда која сите шупаци како ликот на Нелсон ја заслужуваат, барем според мене. CGI демонот изгледа страшно, но е доказ дека Гилермо се заигрува повеќе од колку што треба во студијата кај што ја работеа The Strain, и ќе гледаме кликани монструми кои што се излезени како од видеоигри во рамки на ТВ серијата. Джереми Бенинг е снимателот, а музиката е на Тим Дейвис. Еден малтене Tales from the Crypt манир со дидактика на самиот крај, значи таа формула која што имаше култната серија се практикува и тука, со тоа што оваа епизода е една од неколкуте со силна нагласена социокритика, така што не е кој знае колку ударна епизодата, ама некако прави вешт жанровски премин помеѓу двата филма кои што се ситуирани во еден. Значи еден солиден почеток според мене од самата серија, 7 од 10 има од мене. Кратка најава слушаме за Graveyard Shift. Graveyard Reds, режисерско остварување на Винченцо Натали, втора епизода, еден од најзначајните канадски режисери на денешницата, автор на култниот Cube, прекрасната ТВ серија Darknet, потоа филмовите Splice, In the Tall Grass и епизоди на сите можни хорор ТВ серии, која адаптираше приказната на Хенри Катнер, приказна за ограбувачот на гробови, кој што милува да окраде поселот со кои се закопани почињатите, посебно нивните златни зави, па кога ќе погребаат еден аристократ, ќе посака да го украде богатството пред да го изглодаат глувците, кои ќе го повлечат телото под тунели под гробовите во домените на еден прастар бокен на проколната наја. Епизода во која алчноста ќе си го наплати својот долг и прекрасно е појавлението на джиновскиот глушец, посебно во крупните кадри во кои што го нушка кралецот, што многу ми е мило, зашто парите на Netflix заминале во создавањето на ова прекрасно направено чудовиште, кое е и за кликаниот баталјон на глувци кои ги преплавуваат гробиштата, и тоа како вреди да се погледне. Во епизодата се појавува и актерот кој што е попознат како Смртта од Supernatural, односно Джулиан Ричардс. Блиска е епизодата до филмовите од серијалот, нели, на Burke and Hare или Hackman's Tale, епизодата Masters of Horror и останати епизоди, нели, на ограбувачи на гробови, кои се доближиле до задгробниот живот, а златниот медалјон е еден убав символ на прастаро божество кое што допира до домените на Лавкрафт. Снимателот е Колин Холт, а музиката е на Джеф Дена, а самиот Натали најави дека постои монохроматска верзија на оваа епизода, односно црно-бел филм кој што е скриен на Netflix во секцијата за трейлерите и останатите додатоци, каква што тоа е визијата која што ја имал пред се Натали за снимањето на оваа епизода, ама оди разбери се со Netflix, кој што може би инсистирале, може би не да биде ставена епизодата во боја, меѓутоа тој во неколку изјави кои што може да ги прочитам, тврди дека неговата визија била да биде хроматска, така што и неговата замисла ќе може да ја погледнете доколку се потрудите на стриминг канал на Netflix, да влезете во трейлерите и таму се крие ова црно-бело богатство кое што се нарекува Graveyard Reds. 8 од 10 има оваа епизода. Слушаме кратка најава за The Autopsy. The Autopsy е режисерско остварување на Девид Прајер. Тоа е режисерот на одличниот ајде така да го наречеме несуден блокбастер The Empty Man, и тој е авторот на одличната ТВ серија War. Дейвид Гоер го адаптира расказот кој што го има напишано Майкл Шија,
А The Autopsy, како што можете да слушате, станува збор за шериф во мало градче кој го повикува својот пријател да направи обдукција на мистериозно починатите рудари од експлозивна сфера која што е фрлена во рудникот каде што тие работеле. Патологот методолошки ги сече телата, со оглед на тоа што има големо работно искуство за себе, но и почит пред се кон починатите, иако во него расте рак кој ќе му го скрати животот. Во салата за аутопсија доаѓа на ред реанимирано тело во кое се наоѓа пред се вонземјански паразит, кој ја пие крвта однатре, не баре некако си галактички вампир и се храни од телата кои што ги паразитира, а кога ќе посака да влезе во телото на патологот, тој нема да му дозволи да го исцица и ќе остави едно предупредување со кое ќе го спаси пред се човечкиот род. Значи ќе му пркаси на паразитот кој што колку и да смета дека е по еволуирано човештвото, сепак ќе биде љубоморен на екзистенцијата која што човечкиот род успеал да ја воспостави за разлика од неговиот. Ова ми е најомилената епизода од серијата, кај што прекрасно се сработени обдукциите со практични ефекти при сечењето на телата и имавме ретка можност да погледнеме како едно реанимирано тело си прави аутопсија самото на себе си додека говори, што е всушност незаборавна жанровска сцена по која јас барем лично ќе ја памтам серијата. CGI Лавкрафтовскиот паразит ми е незначително искликан и не ми има никакво значење овие потфати кои што и прави Гилјермо, ама практичните ефекти се прекрасни, како и непокорот кој што го има самиот патолог, глумен од Салиери од Амадеус, односно Анастас Н. Микос е снимателот на оваа епизода, а музиката е на Хелрейзеровиот Кристофер Јанг. Научно-фантастичен хорор во рамките на Autopsy of Jane Doe и за љубителите, ајде да наречеме на The Thing, ќе им биде синоним пред се оваа епизода во сезоната од режисер кој му го почитував страшниот емптимен кој што го сними, ама по епизодава многу подобро ќе му го запамтам името, затоа што очигледно дека телесниот хорор кој што го создава е за восхит. 9 од 10 има The Autopsy од мене. Слушаме кратка најава за The Outside. The Outside е режисерско старување на Ана Лили Амирпур, која докажа дека знае да режира со A Girl Walks Home Alone at Night, но откако ги сними The Bad Batch и Mona Lisa and the Blood Moon, јас добив нова доза на почит кон неа, затоа што е самосвесна за треш естетиката на 90-тите и 80-тите, која се обидува да ја постигне и се труди да најде атипични решенија во кадрирањето, што многу респектирам кај неа. Односно, Хейли Зи Бостон го адаптира пред се веб стрипот на Емили Керол, на која што се базира оваа епизода, во која Кейт Мичучи глуми една невообичаена девојка која се смета себе си дека е погреда од незините колешки на работа, кои ја покануваат на Secret Santa, така ги нарекуваат забавите, нели, со тајен дед мраз, кај богатата убавица која што е глуми Кайли Еванс, која е популарна на работа затоа што користи крема Alo Glow, која ќе ја намачка на својата кожа, и тоа ќе го направи самиот лик кој што глуми Кейт, затоа што сака да биде прифатена од очајните домаќинки, меѓутоа ќе добие иритација на незината кожа и пред се алергиска реакција. Рекламните видеоспотови кои што ја промовираат оваа крема на телевизија ќе и говорат директно на неа да продолжи да ја користи кремата и ќе забележи од тубите крема како се создава еден хуманоид кој се образува, нели, од течноста, од густата течност со која ќе го изневери сопругот, кој ќе сака, нели, таква, ќе сака и ќе ја почитува таква каква што е и ќе ја поддржува пред се во секој незин потфат, зашто ќе биде награден со удар од страна на параноичната сопруга, на кој што нема да му се верува, која, нели, за потребата од трансформирањето
е подготвена да го загуби тој што ја цени најмногу. Ана Лили, заедно со снимателот Колин Холт, користат широки речи за крупен план, за да ја дисторзираат перцепцијата на реалноста на ликот, кадрираат со коси агли и екстремно широко за сцена каква што е подигнување, нели, на обично подигнување на пакетот пред врата, што мене ми говори дека се подготвени за изнаоѓање на впечатливи начини на кадрирање и голема грешка би направиле доколку би ја споредиле оваа епизода со останатите епизоди, затоа што треш естетиката на која Ана Лили цели е поразлична од останатите и таа колку пари да дадете сепак ќе направи Б филм од 80-тите и 90-тите, меѓутоа ќе биде снимен на најдобар можен начин и ќе ви покаже кадрирање кое што не сте навикнати да го гледате на ниту едно друго место. Меѓутоа, на страна на формалната нишка на оваа серија, односно на склопот во кој што е поставена, конзумеризмот, индустријата на продукти за убавина и губењето на себе си ми е повеќе некоја си аналогија на The Stuff, можеби, од 80-тите, згора на тоа се користи еден масовно употребен продукт и во ова и во таа епизода. Меѓутоа, има силна социокритика во контекст на тоа колку сакаме да бидеме допадливи на популарните ликови по цена да си се загубиме себе си или можеби да ларвата да се преобрази во некаква си пеперутка која што ќе пролета во овој свет на суети. Музиката ја работи Даниеле Лупи, 8 од 10 има оваа епизода од мене. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, во продолжение на емисијата ги слушаме Astro Throne, односно ќе слушаме композициите Ice Giants of Glacier, Caestus of Grief и Dark Wizard, односно тоа се три композиции кои што се наоѓаат на нивното студиско албумско остварување Tales of the Astro Throne, бенд кој што ни доаѓа од Лотон, од Оклахома, а станува збор за некаква си комбинација помеѓу психоделичен рок-н-рол и стонер со дум елементи, конкретно во тежината на рифовите и начинот на кој што свират, со зачинети со фаз и едноставно еден алтернативен призвук кој што го имаат, кој што е некаква симбиоза помеѓу стонер рок, психоделија и дум елементите. Така што моќни рифови и уште по-моќни текстови. Во продолжение слушаме три композиции од Astro Throne и се враќам утре да ви говорам за преостанатите 4 епизоди од Cabinet of Curiosities на Гилермо Дел Торо. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 94-тото издание на емисијата ТВ 103, посветена на Гилермо Дел Торос Cabinet of Curiosities, а за самиот крај на емисијата ни преостана уште последните 4 епизоди, со тоа што започнуваме со кратка најава за Пикманс модел. Пикманс модел е режисерско остварување на Кит Томас, тоа е режисерот на одличниот The Vigil и новата итерација на Firestarter, со тоа што Ли Питерсон го адаптира расказот на H.P. Lovecraft, во кој што во Академијата на ликовни уметници доаѓа еден ексцентричен сликар кој што е попознат како Пикман, кој што го глуми подеднакво ексцентричниот Криспин Гловер, кој е совршен избор за оваа улога, со тоа што Вил Тубер е носителот на, односно протагонистот на епизодата, кој што е фасциниран од гротескните слики кои што ги работи Пикман, кои се оживотворени во крупен план и почнува да доживува Вил кошмари, штом ги погледне, односно неговиот здрав разум се нагризува од овие призори кои што ги создава Пикман во неговите дела. Неколку години подоцна го посетува Пикман домот на Вил, затоа што има некаква си
има еден порив Вил да ги погледне сликите кои ги цртал во неговиот дом, за да дознае од каде ја црпи пред се инспирацијата во нив, а во неговиот дом се наоѓа монструмот кој што е пресликан на нив, односно чудовишните призори се само пресликување на постоечките зверови од сегашноста, но и од иднината, така што визионерски се делата кои што ги работи Пикман. Сликите се неоштетени во музеот и штом ги погледне сопругата на Вил, како во манирот на Лавкрафт, ќе полуди, ваѓајќи си ги очите и приготвувајќи го нивниот син налик творбите на Пикман. Расказот беше адаптиран претходно во култната антологија Night Gallery, која што ја постави таткото на модерните ТВ серии, односно Род Серлинг, авторот на Зона Самракот. Адаптирана беше 1972, меѓутоа расказот беше адаптиран на тој начин што нараторката во епизодата беше заљубена во Пикман, така што тој агол е адаптирана во рамките на Night Gallery, меѓутоа ова е по-традиционална беше таа телевизиска епизода во начинот на кој што беше реализирана, но тука додадени се доста елементи за да може да се извади едночасовен филм, кој што мислам дека е една од подобрите лавкрафтовски адаптации и слободно можеше да се најде на пример на Masters of Horror серијалот. Колин Холт е снимател, музиката е на Майкл Језерски. Најблизок на овој хорор филм се од модерната продукција се австралијанскиот The Devil's Candy и Bliss. Мислам дека со оглед на тоа што и двата филма типизираат сликари кои што постепено го губат својот разум и сликаат призори кои што се од другите димензии, мислам дека овие два филма се една најблиска асоциација во контекст на култниот расказ на Лавкрафт кој што е адаптиран. Многу ми се допадна анимирањето пред се на сликите во крупен план, што дополнително и ми ја даде димензијата на монструозност која што е содржана во самиот цртеж. Има и други, дури и актер кој што глумеше на пример во Дориан Греј, така што намерно или случајно е таа паралела. Не знам, со оглед на тоа што нели таму имаме портретот и човекот кој што старее, така што е доста Пени Дредфуловс, како може така да се нарече епизодата, која што многу ми е мило што Томас најде начин да го збогати пред се расказот и да направи еден условно кажано непостоечки среднометражен филм од него, со оглед на тоа што со оваа едночасовна димензија мислам дека и со дополнувањата и правењето на таа дистинкција помеѓу Пикман и останатите сликари се даде на една потребна тежина со оглед на тоа што расказот е прилично краток и мислам дека е ова едно од по-добрите адаптирања на нешто што може би завршило 20 на минути доколку би го следело во чеко расказот, меѓутоа ова на дополнување мислам дека му даде содржајност на самото дело, така што 8 од 10 има оваа епизода. Уште една епизода која што е адаптирана од расказ на Лавкрафт е шестата поред Dreams in a Witch House. Dreams in a Witch House е режисерско остварување на Кетрин Хардвик, режисерка на тинеџерската комедија 13, потоа Lords of Dogtown е нејзин, Twilight, првиот филм од серијалот, потоа нејзин е Еротскиот плаж, мелодрамата Miss You Already, Miss Bala е нејзиното последно остварување, ако не се лажам, односно Лавкрафтовиот расказ го адаптира Мика Воткинс. Почината е сестрата на Уолтер, уште кога била мала во рамките на оваа епизода, односно е повлечена во шумата на изгубените души и благодарение на опијат тој трансцендентира во овој меѓусвет, барем за кратко, и го наоѓа незиниот дух, меѓутоа за да ја измолкне од таму, тој се вселува во мовлосаната куќа на вештерката, која што тенка е таму границата помеѓу световите. Содржајна е поуката дека ако пренесеш битие од другата страна, ќе повлечеш и демон во реалноста. Во случајот стана збор за Казаја, која што си има свој помошник, односно глушецот со човечко лице, кој што преминува помеѓу двете реалности. Морам да истакнам дека ова ми е најнеомилената епизода од севкупната серија, затоа што воопшто не ја гледам потребата од адаптирање на оваа епизода, не во овој манир, која што си има
сосема совршено добра адаптација во епизодата од страна на маестро Стюарт Гордон, магот кој што ги има најдобрите Лавкрафт адаптации во историјата на филмот, кој што ја збогати првата сезона на Masters of Horror со една адаптација за Dreams in a Witch House, каде што главниот лик, целта зошто се всели во самата куќа со вештерката е таа која што е од расказот, отворање на димензиите благодарение на математиката која што се наоѓа во собата, која што ги крие клучевите за тие премини помеѓу димензиите, така што и цела беше ситуирана за и околу црнилата кои што виреат во самата куќа, не изгледаше како некаква си бајка. Прашањето е што може, например, Хердвиг да придонесе со незината верзија, освен Твајлајтовски да светкаат духовите во тој незиниот бајковиден свет кој што го прави од другата страна, да ја донесе лошата вештерка од бајките во реалноста и да ја занемари потребата за за отварање на димензиите со математичките формули, односно да биде недоследна на расказот и на естетиката која што ја бара тој за негово екранизирање, наметнувајќи на бајковидна блювотина која што не кореспондира со Лавкрафтовскиот топос. Колин Холт исто така е снимателот на оваа епизода, Ен Чемелевски прави музиката на овај Хари Потеровски бајковиден хорор филм, ако можам така да се изразам. Единственото добро во епизодата е дизајнот на вештерката, кој што може да исплаши мали и возрастни деца, и тоа што Лавкрафт е мртов и нема да може да ја погледне ова излишна епизода. 6 од 10 има од мене, со тоа што седмата епизода од серијалот е The Viewing. The Viewing е режисерско старување на Панос Косматос, еден од моите најомилени модерни режисери, кој го снима прекрасниот Beyond the Black Rainbow и колоритниот Менди, и едва чекам да видам што ќе направи со Некрокосм. Сценариото за оваа епизода го пишува Панос со Арон Стюартан. Во The Viewing станува збор за екстравагантен богаташ кој што во својот дом поканува познат музичар, писател, физичарка која што е ентузијастка за НЛО, како и видовит човек со цел да ги прошири нивните животни поимања и хоризонти и отвори пред се нови врати на свеста со помош на наркотици кои треба да служат за засилување на нивните сетила и на нивното поимање, да трансцендентираат, со други зборови. Во неговиот дом се наоѓа просторија во која е ситуиран дел од метеорит кој што има паднато на земјата, кој што напукнува и излегува ново битие од него, а ликовите веќе се паднати во транс, само може да сведочат на топењето на состојаните мозоци, што би водело до ослободување на ова вонземјанско битие во широката популација, отпочнувајќи ја нели апокалипсата. Силните бои бликаат благодарение на врвниот естет Майкл Риган, а психоделичниот звук се бара со помош на партитурите на Даниел Лопатин, кој што ќе имаме можност на крајот на емисијата да ја слушнеме неговата прекрасна свита, која што хипнотично понира во оваа епизода, за да можеме со сигурност да кажеме дека гледаме еден својствен, меѓутоа и одлепен филм по мерка на Косматос, за кого многу ми е драго што Гилермо го има одбрано, затоа што е визуелен естет пред се, кој што се разликува од останатите, затоа што негува психоделичен вајб на научно-фантастичните хорор филмови од 70-тите, како никој друг, меѓутоа од друга страна па има она ладнокрвна естетика која што и дистанца која што еден автор како Кюбрик нели поседува, и во таа спрега помеѓу психоделичното и одмереното се крие и неговата естетика. Софија Боутела од Климакс глуми во овој филм, Ерик Андре, музичарот, исто така го глуми во овој филм, и комичарката Чарлин Ји. Се разбира дека кој не, ако и
самиот Робокоп, односно актерот кој што е глуми оваа култна улога, Питер Велер е богаташот кој што ја поканува во неговиот дом, што е прекрасно да се забележи овој актер во една таква носечка улога по полого време. Ужива во секој кадар од овој филм, без разлика на неговата предвидливост. Од сите диалози, мислам дека ќе се памти Зен кланот кој што се напоменува, кај што секој има два животи, од кој што вториот почнува кога ќе сватиш дека имаш само еден, кој сведочи за потребата на живење секој ден како да е последен, а тие што ги вкусиле сите добра на светот, се разбира дека бараат нов стимул, нова ламентова конфигурација за отворање, да се изразам со Хелрейзеровата лексика, но сработен е филмот во манирот на кој што е работи на неговиот прв научно-фантастичен филм Beyond the Black Rainbow, односно ја содржи севкупната естетика за која ќе кажете дека ова е филм на Косматос. Дефинитивно тоа го гледате, значи нема никој друг замешано прсти во него. За крај ќе ја слушнеме и најавата за последната епизода од серијата, односно The Murmuring. The Murmuring е режисерско остварување на Дженифер Кент, односно тоа е режисерката Австралија на The Babadook и The Nightingale, која го адаптира расказот кој што го има напишано Гилермо Дел Торо. Во Murmuring Ненси и Едгар се орнитолози, односно кои што по смртта на нивната ќерка Ава одат во напуштена куќа за да ги наблюдуваат врапчињата кои што образуваат чудесни облици на јата, кои со подарената камера и микрофони се обидуваат да ги снимат Ненси и Едгар. Меѓутоа куќата, да не забораваме дека е запоседната и од духови, кои што мажот смета дека се манифестација на потиснатата тага на загубата, а Ненси смета дека тоа се претходната состаничка на куќата која што го има удавено нејзиното дете и се има самоубиено потоа. Кога ќе се соочи со нивните духови, Ненси ќе биде подготвена да прозбори за губитокот кој што го има таа преживеано заедно со нејзиниот сопруг. Еси Дейвис, односно актерката која што глумеше претходно во Бабадук на Дженифер Кент, ја има носечката улога, а главниот лик од ТВ серијата The Walking Dead, односно актерот кој што глуми него, глуми исто така и сопругот во оваа серија, односно Ендрю Линколн, кој што се одличен избор за парот во епизодата која што е баладата во сезоната, ако може така да ја условам, која многу лесно можеше да заврши како божична хорор епизода во британската традиција, нели, на приказни со духови, во фазонот на делата на Емар Джеймс, кои што секоја година за Божич, нели, биле објавени по една на BBC. Ова е работена баш во тој култен манир на хорор приказни со духови. Бен Уилкинсон одлично го снима парот во обид да се зближи и оддалечи помеѓу врапците во самиот кадар. Меланхоличната музика е на Джейд Курцел. Мислам дека Дженифер може да сними подобра епизода, не на рамниште на визуелна естетика, туку на рамниште на адаптирањето на самата сценарија, ама има добар наменски джамскер, например, во оваа епизода, има застрашувачка сцена, а останатото е горе-долу невпечатлива приказ на семејството кое оди во проколната куќа, што е еден од најдосадните и најупотребените хорор стереотипи на денешницата и не нуди некое си драстично или длабинско решение кое што би ја подобрило оваа стереотипизација, така што за некого потиснатата агонија од губитокот ќе биде причинител да е ова нивна најомилена епизода, но мислам дека тие што ќе ја фаворизираат оваа епизода се можеби луѓе кои што ги мразат хорор филмовите, а нема да знаат дека мелодраматичноста која им се допаѓа е составен дел од квалитетен хорор филм кој што цели на високи естетски норми, така што тука е таа спрега во која што е заглавена оваа епизода, која има 70 од мене поради незината тематска можеби неинвентивност со оглед на тоа што кога ќе се избере куќа со духови се намалуваат изборот на алатки кои што ги имате за незино визуелно збогатување и издвојување за разлика од другите епизоди.
Значи, серијата е налик Monsterland, односно таа е другата серија која што наликува повеќе на Masters of Horror, за која што ви говоре во оваа емисија и во антологија, во рамките на една антологија, сметам дека заслужува 8-10, мене ако генерализираме и се надевам дека наредната година ќе добиеме нова сезона и ова ќе стане практика во која ќе се отвори вратата за млади автори да ги реализира пред се своите побуди за снимање на хорор филмови, оркестрирано со помош на благодарение на Гилермо дел Торо, кој што ќе ги обезбеди сите продукциски услови за да може тие да направат едночасовни филмови кои што ќе бидат со нивен подпис, без да им се меша студиото, без да им кажува кој лик како треба и што треба да додава во нивните сценарија, така што оваа купена слобода од страна на Гилермо, кој што ги заштитува нивните интереси, сметам дека е добре дојдена за сите млади автори кои што имаат што да кажат. За самиот крај на емисијата ќе слушнеме композиции кои што се доминантни во рамките на оваа серија, односно ќе слушаме неколку композитори кои што се на богатиот саундтрак. Пред се ќе го слушнеме Кристофер Јанг, секако, од Hellraiser композиторот, кој што ја има создадена свитата The Transferable Alien Thing, потоа Даниеле Лупи ќе слушаме со 9 to 5, и секако The Viewing Suite, односно свитата која што е на Даниел Лопатин. Така што и секако најавната композиција Holy Amber Church ја работи насловната тема за оваа серија. А во контекст на тоа што може да погледнете во Скопје, 30-то издание на Скомрахи се одржува буквално сега во Факултетот на драмски уметности, односно овие денови. Ја најавив концертната активност на Thousand Mods, кој што доаѓа во Младинскиот културен центар, кој што ќе може да ја погледнеме на 9 ноември. Строг пост е македонскиот бенд кој што отвора за нив. 24 ноември, од 26 имаме ПИН музичката конференција, која што ќе се одржи исто така во Младинскиот културен центар, а на 27 ноември е Лузерфест, односно изборот на борбата на младите македонски артисти. Ангза и Амброс настапуваат во Браво утре од 20 часот, оние свират во колектив. Моментално се одржува промоција на албумот на Крул во Младинскиот културен центар. Утре имаме втора поред поетска епизода во Буква, почеток од 21 часот. Музички блок имаме на 5, односно оваа сабота во 19 часот со Ива Лоренс, Јусиус, Сјенке, ЛТНЦ и АТА. Секако трибют на Live Wire на Металика Браво во оваа сабота. Ослободување на Скопје во House of Legends, збир на македонските панк-рок бендови оваа сабота на 12 ноември. Кавери на My Chemical Romance, односно трибют од страна на The Kids From Yesterday, станица 26 во петок на 2 декември, Рамбо Амадеус е во Филхармонија на 8 декември. Ова се неколку од настаните кои што може да ги проследите во рамки на домашната културна пред се музичка сцена. За крајот на емисијата слушаме композиции кои што се составен дел од Cabinet of Curiosities. Вие слушавте 94-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализирав квалитетите и недостатоците на првата сезона на Гилермо дел Торо Cabinet of Curiosities. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабенски поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.